Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Што покажуваат податоците? Каде е најскапо, каде е најевтин метар квадратен? По податоците при ваква градба пред се мора да кажам дека имаме благ пат на цените на становите. Генерално падот се гледа во општина Центар, во општина Аеродром, во Тетово на пример низ Македонија, но падот на цените е во рамките на маргините од 3000 денари, што значи дека немаме некој драстичен пат на цени, но големата понуда на станови во овие делови, значи Аеродром на пример е општина каде што имаме највише трансакции на станови, на деловни простори или на градежно земјиште. Центар е втора или трета по продажба, значи највише се бараат станови. Факт е дека имаме голема побарувачка, но факт е дека и во Аеродром, да се подсетиме само кулите на Джеваер, има преку 1300 станови, кои што се уште нели се во градба. Исто така и Центар, да се подсетиме само Дебар Мало, Панорама, имаме многу градежни локации на Центар каде што се градат, укажуваат на тоа дека веќе имаме голем број на станови слободни и поради тоа имаме и благ пат на цените на становите. Така на пример во Центар, ако во вториот квартал 2015 година просечната цена, ние секогаш одиме со просечни цени, има и повисоки цени, има и пониски цени, но мораме да се држиме до просечните цени. Ако во вториот квартал просечната цена била 6.643 денари, сега во првиот квартал од 2016 година, значи втор квартал 2015, прв квартал 2016 година, веќе таа е намалена на 57.502 денари. Тоа е помалку од 1000 евра за квадрат? Да, тоа е помалку од 1000 евра за квадрат. Сите податоци, морamo да го кажам за вашите слушатели, сите податоци со кои што катастрот излегува се официјални податоци наведени во договорите за купопродажба и истите се поминати преку даночните служби ако збориме за Скопје. Преку Скопје, ако збориме низ Македонија, низ Македонија. Значи збориме за официјални податоци кои што се потврдени од надлежни институции. Ова покажува дека имаме во Центар, во Аеродром, благ пат на цените на недвижностите, но за разлика од нив, пак, например, Ѓорче Петров, имаме раст. Така да ако во Ѓорче Петров во вториот квартал во 2015 година цената на метар квадратен била 39.040 денари, веќе во првиот квартал 2016 година таа е покачена на 45.281 денар и например еден спореден податок како во четвртиот квартал од 2015 година, значи месеците септември, октомври, ноември, декември и сме имале 60 трансакции во Ѓорче Петров, веќе во првиот квартал сме имале 151 трансакција. Генерално, првиот квартал од оваа година, 2016 година, е најголем, најсилен квартал воопшто од кога е воспоставен регистарот на цените на недвижностите. Така да, ако ги гледаме податоците по квартали, можеме да видиме на ниво на Македонија дека во вториот квартал 2015 година имало вкупно 2910 трансакции на купопродажби на недвижности. Во третиот квартал сме имале 3375, во четвртиот квартал 4365, додека во првиот квартал 2016 година веќе имаме 5213 трансакции. Значи бројот на трансакциите, на купопродажбите на становите, на деловниот простор, на градежното земјиште, на земјоделското земјиште е во полнект и имаме голем број на трансакции и овој тренд, бидејќи веќе го подготвуваме и во завршна фаза и новиот извештај што ќе биде за период од април до јуни, значи вториот квартал од оваа година, веќе трендовите се тие, цените се стабилизираат, значи не можеме да очекуваме некои драстични падови на цените, но бројот на трансакции се зголемува. Значи бројот на трансакции расте. А што покажуваат податоците за издавање под закуп? Каква е таму цената? Да, кај податоците кај издавање на закуп, бидејќи точно ги водиме и сите закупнини, покажуваат еден голем пат на цените. Значи, осем Гевгелија, каде што имаме раст на цената на закупнина, во другите делови на Македонија имаме пат на цените на закупнините. Но од друга страна пак имаме раст на закупени деловни или стамбени објекти. Во вториот квартал, например, во 2015 година сме имали регистрирани 1636 закупи на територијата на Република Македонија. Во третиот квартал тоа е веќе 1756 закупи, во четвртиот квартал
1953 и за да во првиот квартал од 2016 година, значи првите 3 месеци од оваа година, веќе имаме 2771 трансакција. Факт е дека бројот на закупите расте, значи имаме граѓаните се одлучуваат да земат под закуп определен стан или определен деловен простор, но при тоа не истиот да го купат. Од друга страна гледаме дека имаме голем број на непродадени станови, голем број на станови што се градат и тука ја гледаме можеби и причината да имаме благ пат на цените на становите, но големата понуда на станови за подзакуп си го прави своето, бидејќи на пазарот на недвижности важат пазарни законитости. Доколку е поголема понудата, помала е побарувачката, цените ќе паѓаат. И обратно. Има ли доволно деловни простори за издавање под закуп? Па има, на територијата мислам на дека Македонија? има многу, цените паѓаат, така да деловните простори, еве само да земе еден пример со нашиот градски трговски центар. Можеме да видиме многу, првиот спрат или приземјето се, да речеме, сите издадени. Меѓутоа, ако се качите на третиот спрат, ќе видите многу слободни деловни простори што не се издадени. Може би причината за тоа неиздавање на токму на градскиот трговски центар е поради тоа што е тој отворен. Знаеме, тој функционира само во летниот период. Доколку иницијативите од владата Република Македонија ги послуша градоначалникот на општина Центар, доколку тој се затвори, доколку се обезбеди соодветни услови за самите дуќани таму, за купувачи, тој повторно ќе си го добие својот сјај што го имал некогаш. Вака отворен истиот функционира само во летните месеци и само приземните катови. Господине Трпевски, со измените во Законот за градба, кој што стапи на сила од 1 август, инвеститорот е должен, доколку гради нова зграда, на самите станари да им даде или им следува гаражно место. До сега се правеа манипулации. Може ли да ми објасните на слушателите што значат всушност ваквите измени во законот? Да, секако. Значи, токму така, со новиот закон за градење, кој што стапи на сила од 1 август оваа година, веќе со секоја продажба на стан, кога се продава стан, инвеститорот мора да му продаде на купувачот на станот и дел од земјиштето. Со продавањето на дел од земјиштето, тоа значи дека веќе инвеститорот не може да продава и гаражни места кои што се надвор од зградата. Имено што се случуваше во праксата и зошто законодавецот се одлучи на вакво нешто. Во праксата се случуваше да инвеститорите, не сите мораме да кажеме, значи определен број на инвеститори ги продаваат на представновите, но пред да почнат да ја градат зградата, задолжително секој инвеститор мора да обезбеди по 1,2, тоа е стандардот, паркинг места за секој стан во зградата. Значи колку што има станови, малте не по 1,5 стан треба, по 1,5 паркинг место треба да има за секој стан. Се продаваа становите без при тоа да се продава земјиштето, потоа се злоупотребуваше таа можност да правеа физичка делба на само земјиште под зграда, им продаваа земјиште само под зграда, а не и земјиште на целата градежна парцела. Поради тоа, понатака во сотекот на времето, граѓаните кои што си паркирале на тие паркинг места каде што се наоѓа нивната градежна парцела, каде што се наоѓа нивниот стан, се случуваше тоа да инвеститорите после таа физичка делба да ги терат граѓаните да им ги продадат паркинг местата. Значи, доаѓаше до продажба на паркинг места или продажба на некоја површина која што едноставно можеби не може да се продаде. Имајќи ја предвид оваа ситуација, законодавецот се одлучи да ова веќе да не биде пракса, да се воведе еден стандард дека при купување на стан мора да се продаде и дел од земјиштето, не само земјиштето под објект, туку мора да се продаде земјиштето од градежната парцела и на тој начин секој собственик на стан станува собственик и на дел од земјиштето. Штом станува собственик на дел од земјиштето, веќе тој слободно може да паркира на веќе претходно утврдените паркинг места кои што се надвор од самата стамбена површина. Законодавецот остави и понатака да инвеститорот може внатре во самата зграда што се паркинг местата или гражите секако слободно да ги продава. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.